Нема зголемување на минималната плата оваа година. На Економско-социјалниот совет не постигна договор синдикатот и Организацијата на работодавачи. Аргументот на ССМ за зголемување на минималецот е дека трошоците за живот постојано растат и вработените кои што земаат минимална плата не можат да преживеат. Кои ќе бидат следни чекори, разговараме со Слободан Трендафилов, председател на ССМ. Добар ден, господине Трендафилов, и добре дојдовте во емисијата Финсайт. Добар ден и благодарам на поканата. Не се постигна договор меѓу работодавачи, синдикати и влада. Зошто? За жал, цела година не сакаат да го слушнат гласот на работниците, односно пренесен преку Сојузот на синдикати на Македонија. Тоа што од почетокот на годината го правиме е преговараме, протестираме, повторно преговараме. Изборниот период го искористивме за подготовка на една сеопсежна анализа со која сметавме дека ќе ги елиминираме сите изговори на работодавачите и на владата за незголемување на платите, а пред се тука зборуваме за незголемување на минималната плата. На седницата на Економско-социјален совет за жал не беше точка на дневен ред ставена дискусијата за зголемување на платите на работниците, ниту пак дискусијата за така нареченото укинување на колективните договори во јавниот сектор преку два системски закони. Ние како ССМ го предложивме тоа и беше прифатено од страна под некоја дискусија, беше прифатено од страна на социјалните партнери, но за жал аргументите со кои ние располагаме, односно работниците, не беа прифатени ниту од страна на владата, ниту од страна на работодавачите, иако најавија дека имаат желба, меѓутоа нема можности во моментот да се зголемуваат платите. Кој има желба? Работодавачите? Па и владата и работодавачите, меѓутоа како да нема можности е изговорот. Иако аргументите се на страна на работниците, како што кажав. Тоа што го направивме во таа анализа е да им покажеме дека изговорот за тоа дека се затвараат компаниите со растот на платите, во анализата докажавме дека од 2022 година, кога протестиравме и штрекувавме и за промена на методологијата и за зголемување на минималната плата од 15 на 18.000 денари, бројот на компании на секоја една затворена, две нови се отвараат. Потоа изговорот им беше дека не е проблем тоа колку компании се отвараат и колку компании се затвараат, туку да го видиме бројот на вработените, затоа што бројот на работници опаѓал и бројот на вработените се зголемувал во Македонија. За наша среќа, за нивна жал, податоците од статистика покажуваат дека од 2022 година 690 и нешто илјади работници имало во Македонија, денеска имаме околу 705.000 работници, а бројот на невработени исто така е намален, што ќе покаже дека не само бројот на компании кои се отвараат со растот на платите се зголемува, туку и бројот на работници кои работат во македонската економија, придонесуваат се продуктивни, исто така се зголемува. Потоа ни беше кажано дека продуктивноста на работниците е на незадоволително ниво според нивните критериуми и параметри. И се обидовме и тоа да го образложиме со податоците на Народна банка кои потврдуваат дека помеѓу 5 и 10.000 евра во нето добивка му ствара еден работник на еден работодавач во целокупната индустрија, во целокупниот опфат. Тоа е просек, но тоа што не го прифаќаат тие, односно економските податоци кои ги гледаат тие, ние ги гледаме со различни очи, односно ние гледаме колку му заработуваме на газдата, колку луксус, џипови, станови, викендици и слично, колку добивка на крајот на годината му креираме и на крајот на криштата си заработуваме и сопствената плата и мислиме дека како работници заслужуваме зголемување на платите. Добро, за колкава бројка станува збор? Колку работници земаат минимална плата? Дополнителниот податок кој е дел од анализата, го обезбедивме преку управата за јавни приходи, односно преку МПИНот и исплатата на платите на работниците, заклучно со месец мај, потврди дека во моментот нема ниту еден работник на минимална плата. Не знаеме дали е добар податокот или треба да не загрижи дополнително, затоа што во јануари, февруари и март оваа година имаше помеѓу 25 и 35.000 работници само на минимална плата или под минималната плата. За од месец април некако како да ги снема, некој како да ги избрише од евиденцијата. Не знаеме дали се зголемени платите на тие работници или не, но тоа што не загрижува е во овие први 6 месеци од годината 33,1% од вработените во државата примаат плата под 30.000 денари. Вие имате 1/3 од работниците за кои ние се бориме минималната плата да се зголеми на 500, 600, 700 и повеќе евра, а другиот податок покажува дека 73% од работниците примаат под просечната плата. Веројатно само функционерите и некои газди, односно собственици на некои компании се со плата над просечната плата и мислам дека тоа уште еден дополнителен мотив за креаториве на политики и за работодавачи дека мора да ги зголемат платите.
Првичното ваше барање беше минимална плата од 30.000 денари, односно 500 евра. По направените анкети, сега барате 600 евра. Нели мислите дека македонската економија не може да се дозволи да дава толкави плати? Дека голем дел од постоечките компании ќе се затворат? Тој изговор го слушавме и пред 2022 година. Главниот изговор на работодавачите беше токму тоа, дека не може македонската економија да издржи зголемување на платите, дека не можат не само минималната плата да зголемат, туку не може да ги зголемат и сите останати плати. И дека тоа ќе биде проблем. Но од тогаш до денеска, од 2022 година до денеска, околу 80% е зголемена вредноста на минималната плата, односно раст на минималната плата имате. Исто така и на просечната плата, што ќе каже дека податоците за новоотворени компании, податоците за нови вработувања во државата потврдуваат дека манипулираат со тие податоци работодавачите и истото верувам дека ќе се случи во наредниот период, затоа што сега имаат ветар во грб од страна на владата која вели седнете, договорете се, како ќе се договорите, ние така ќе прифатиме, но ние тоа што го направивме на последната седница на економско-социјалниот совет им пативме порака да седнат тие како влада, бидејќи се лицитираше со висината на минималната плата и за тоа колку се расположени, колку имаат желба да ја зголемат, да се договорат и да не викнат на синдикатите до крајот на годината и да ни кажат колку се спремни да ја зголемат. Во спротивно, и таму кажавме, ќе повториме и сега, дека нова година ќе си ја честитаме на различни начини. Тие ќе ни ја честитаат со најниските плати, минимална плата и просечна плата во Европа и на Балканот, а ние ќе ми честитаме со отварање на процес за организирање на протести и штрајкови. После нова година би се организирале тие штрајкови протести или? Во моментот ги сумираме сите информации, чекаме да видиме што ќе се случи, имајќи во предвид дека економско-социјалниот совет се одржа сега. Чекаме до нова година да видиме дали ќе седнат и ќе се договорат, како што тие цела година ни велат нас седнете, договорете се. Немаме веќе време ние да седиме и да се договараме, особено некога владата дава ветар во грб на работодавачите, на посилната страна наспроти пословата страна, кога дава ветар во грб на капиталот наспроти работниците, и кога работодавачите добиваат и политичката моќ наспроти работничката моќ, и затоа е потребно да се договорат што е можно побрзо, како што тие ни велат нам, ние го очекуваме истото од нив. Доколку не се договорат, се разбира дека механизмите кои ни стојат на располагање, кои ги имавме на почетокот на оваа година, и новата година веројатно ќе започне на сличен начин, ќе бидат приморани да не слушнат. Оваа година ни беше одземено правото да преговараме, токму во месеците јануари, февруари и март, тогаш протестиравме. Работниците, тоа што ни го кажуваат нас и преку анкетата која спроведе ССМ, ни кажуваат дека немаат време да чекаат ниту февруари, ниту март за зголемување на платите, затоа што гледаат што прават владите во интерес на работниците во регионот. Владата во Србија донесе одлука за 550 евра минимална плата од јануари. Претседателот на Албанија објави дека, односно ги послушаа предлозите на ССМ патем, дека 500 евра ќе биде минималната плата во Албанија, во Косово ќе биде 430 евра од јануари и 500 евра од јуни. Во Босна и Херцеговина, замислете си, во делот Република Српска се договорија минимална плата за високо образование да биде 750 евра, колку што е просечната плата во Македонија, и мислам дека треба да се засрамат сите оние кои... Значи ние сме на дното со овакви примања, со овакви минимални плати. Може да кажеме два пати под дното дека сме, затоа што не само што одбиваат да ги зголемат платите, се прават за да го замолчат Сојузот на синдикати на Македонија да не бара, како сметаат дека само на ССМ и на некои луѓе во ССМ има потребно зголемување на платите, а не и на работниците, а не ја гледаат целосната слика. И како што се кажуваше пред некој период, да ги симнат розовите ночери, да погледнат како сиромашно живеат работниците и да превземат соодветни мерки брзо, затоа што работниците се подготвени да ги превземат мерките што сметаат дека се нужни за да обезбедат зголемување на нивните плати. Го спомнав тоа, ќе ми дозволите само кратко, ние на минатата влада во 2022 година во јануари и во февруари протестиравме и штрајкувавме, на таков начин обезбедивме раст на минималната плата од 15.000 на 18.000 денари и зголемување и промена на методологијата. Денеска сме исправени пред истиот предизвик, тоа го направиме веднаш на почетокот на новата година. Колку се спремни работодавачите да дават? Ако не се договорат организација на работодавачи влада, ќе се оди на она законско согласување каде што минималната плата ќе се зголеми само за 1.600 денари. Тие ви кажа одреден лимит колку се спремни да им дадат на работниците? Тоа што сакам да го нагласаме дека минималната плата многу поскапо чини ако не ја зголемат.
и поскапо ќе ги чини ако не ја зголемат минималната плата, отколку ако ја зголемат. За жал, работодавачите кога видоа од почетокот на годината дека владата жестоко го нападна ССМ заради барањето за раст на платите, како да се помирија со состојбите и заземаа страна наспроти работниците. Морам да бидам искрен. Иако со нив преговаравме, разговаравме со сите, ако паметите, една од стопанските комори дури сама предложи 500 евра минимална плата во Македонија. Тоа беше координирано врз основа на социјален диалог кој го водевме со нив. Потоа организациите на работодавачи, Бизнис конфедерацијата побара од ССМ да побара во нивно име, за тие да не се стават во неповолна ситуација, за да не ги нападне владата нив. Да побара субвенционирање, даночно ослободување на придонесите за задолжително социјално осигурување за разликата. Дури беа спремни сите останати плати, доколку бидат ослободени од плаќањето на придонесите одреден временски период додека се соземат од зголемувањето на платите, односно сакаа да ги зголемат платите на работниците, само да добијат некое даночно ослободување, финанска поддршка некаква не за работниците, туку за придонесите кои тие треба да ги платат на државата. Тие беа спремни да ги платат работниците со повисоки плати, а државата да се откаже на пример од делот на придонеси одреден временски период, да го субвенционира делот затоа што државата од едниот джеб во другиот джеб ќе ги претураше парите, работниците ќе трошеа повеќе. Само по основ на ДДВ 18% ќе беше вратено веднаш во буџетот, затоа што ние работниците немаше да ги заштедиме тие пари, немаше да купиме луксузни добри услуги. И на таков начин подадовме рака на работодавачите. За волја на вистината и тие ни подадоа рака, меѓутоа како и многу пати досега ги изиграа работниците, се повлекоа на првиот напад од страна на владата кон ССМ. И мислам дека тоа скапо ќе ги чини работодавачите, затоа што работодавачите ќе бидат главните поттикнувачи на генерален штрајк во цела држава, што ќе се случи за прв пат во историјата на Македонија. И мислам дека тие ќе бидат најголемите виновници, а потоа тие ќе треба да се објаснуваат. Зошто, како и колку, особено поради податоците дека близу 250 милиони евра не плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување, односно платата во плико е вратена на голема врата, некој дозволува тоа да се случи во Македонија. И тоа ние го кажавме на седницата на Економско-социјален совет. За жал, во Македонија работниците плаќаат близу 50% придонеси за задолжително социјално осигурување со персонален данок, а работодавачите со плата над 16.000 евра или над 12 просечни плати ќе му дојде, плаќаат само 10% персонален данок. Па така имате работодавач кој исплатил плата во месец јуни 300.000 евра, до 16.000 евра платил придонеси, на 16.000 евра платил само персонален данок од 10%, и се сомневаме, морам да бидам искрен, дека токму на таков начин работодавачите ги влечат парите од компаниите за да може да ги плаќаат работниците во кеш. Работодавачите покажаа дека не има проблем да ги платат добрите работници. Имаат проблем да платат државата како едноставно да не ја интересира, повеќе да интересира да земе кредити со некои поволни каматни стапки отколку да ги прибере парите кои се во платниот пром. Имате информации дека има голем број на компании кои што се уште им даваат плата во плик на своите вработени? За жал имаме информации, меѓутоа ниту еден од работниците се уште не се охрабрил да дојде да пријавиме заедно во Министерството за внатрешни работи. Јас како претседател ќе пријавам на ССМ затоа што мене работодавачот не им може апсолутно ништо. И со обележени банкноти да фатат еден работодавач и да го затворат. Во тој случај ќе се потврди оваа појава, меѓутоа работниците не се охрабруваат. Онаму каде што сме синдикално организирани, ваква појава нема. И затоа ги охрабрувам работниците да се придружат на ССМ, затоа што водиме грижа за нашите членови да нема вакви појави, да им се плаќа минат труд на тие пари, преку време на работа да им се плаќа, да им влезат во стажот за пензионско инвалидско осигурување, за потоа да не протестираат како што протестираат сега пензионерите и бараат дополнително зголемување на нивните пензии. И во минатото, за потсетување, дел од тие работници си го одработиле своето. Ја граделе државата со сопствените раци, со сопствената пот и сопствениот труд, но тогаш газдите како и сега не им ги уплаќале придонесите за задолжително пензионско осигурување, затоа денеска мораат на друг начин да се изборат за зголемување на пензиите. Спомнавте дека доколку не се задоволни, не се зголеми минималната плата, голем дел од работниците ќе излезат на протести. Дали бизнисот треба да стравува дека голем дел од незадоволните работници може да напуштат државата? Бизнисот веќе стравува и тоа е уште пострашно. Бизнисмените, односно газдите, кукаат секојдневно по телевизиите дека
немаат квалификуван работен кадар, квалификуваните работници не прифаќаат да работат за ниски плати, дека мораат да плаќаат повеќе и повеќе, дека голем дел од квалификуваните работници заминале од Македонија. Пред некој ден испадна страшен податок дека во Хрватска близу 100 и нешто илјади работни дозволи издала в хрватската влада оваа година, а 12.500 за македонски работници. 10% од вкупниот број на вработени кои дошле во Хрватска да работат се македонци. Можете да замислите дека толку заминале во Црна Гора, толку заминале веројатно во Србија, сега толку ќе заминат и во Албанија, имајќи во предвид дека во пограничните места имаше голем дел на работници од Албанија кои доаѓаа да работат, особено во туристичките центри. Сега знаете дека во Македонија имате 397 евра минимална плата, а таму ќе имате 500. Па 100 евра од старт се далеку повеќе од тоа што ќе го заработите тука. И таму ќе ве платат во кеш и тука ќе ве платат во кеш. На крајот на криштата работникот ќе си го најде чарето, но што ќе прават работодавачите, а си го поставуваат тоа прашање и не сакаат да го дадат одговорот. Свесни се дека платите кои ги дава изминатите 30 години се најголем причинител за екзодусот на македонските работници, покрај платите, политичката состојба, економската состојба, образованието, здравството и така натака, но ако немате добро мотивирани работници, тие ќе ви доаѓаат на работа и ќе размислуваат како да заминат во Хрватска. Што е со странските компании? Дали исто размислуваат како македонските бизнисмени? Или пак работниците кои што работат во странски компании се задоволни? Македонските бизнисмени многу малку зборуваат за нивните колеги работодавачи од странските компании, затоа што тие добиваат одредени субвенции од страна на државата, одредени поволности, ослободувања даночни, кои македонските работодавачи не ги добиваат. И таму затоа платите може да си дозволат да бидат и повисоки. ССМ преку синдикатот ЦИЕР успеа да организира синдикално работници во 3 странски компании, каде што во 2 мислам дека е склучен и колективен договор веќе, обезбеден е раст на платите, обезбедена е социјалната сигурност на тие работници. Тешко е и таму да преговарате, особено затоа што во странските компании работодавачите ги манипулираат работниците. Например, во компанија од 4.500 работници, главниот менаџер се однесува како мајка кон работниците, или пак HR службата, она кадрово од времето, е служба која е во испомош на работниците, односно за решавање на нивните проблеми, но ги потсетувам работниците. Таа служба е само за да им даде отказ и да им даде договор за вработување. Сето измеѓу е работа на синдикатите. Доколку немаат синдикат, не се синдикално организирани, ќе добиваат казни, ќе добиваат плата во плико, ќе им ја намалуваат платата неосновано, нема да им плаќаат прековремени сати, ќе работат и во сабота, а нема да им биде платено тоа и така натака. Се случува ли често ова? Да, се случува. Пријавите кои ги имаме преку апликацијата со само и работнички права го потврдуваат тоа. Ние во континуитет доставуваме пријави до Државниот инспекторат за труд, но тоа што нас не загрижува е тоа што 95% од тие пријави се за работници кои не се членови на Сојузот на синдикати на Македонија, на ниту еден грански синдикат, а верувам не се членови ниту на некој друг синдикат во државата. Ние работиме за нив. Иако тие потоа од кога ќе биде завршена работата не се охрабруваат да се зачленат. Верувајте ми дека работниците многу добро знаат за Сојузот на синдикати на Македонија, знаат каде да ги најдат нашите правни застапници, знаат како да не побараат и слично само кога имаат проблеми. Меѓутоа мора да разберат дека синдикатот е организација како здравствена установа. Не одите секој ден таму, одите кога имате проблем, меѓутоа имате здравствено осигурување за кога ќе дојде проблемот, да можете да бидете згрижени, да може некој да ви помогне. Затоа велиме дека тропањето на синдикалната врата претежно е задоцнето, а работниците треба да се охрабрат, особено сега треба да ни ја дадат поддршката во наредниот период кога ќе се бориме за нивните плати. Например, ние се бориме за зголемување на минималната плата, а многу мал број на членови на синдикатите се на минимална плата. За нив сме склучувале колективни договори, сме зголемувале плати. Не е доволно и тоа, треба уште повеќе, но работниците кои претежно се на минимална плата или пак добиваат плата во плико не се членови на синдикатот. И замислете само тие. Замислете нашите интереси се интересите на работниците без оглед на тоа дали се членови или не, но работниците треба да имаат во предвид дека синдикалната борба, склучувањето на колективните договори го финансираат членовите, а придобивките ги уживаат сите. За колективните договори сакам да ве прашам, дали голем број на компании се уште имаат колективни договори или се обидуваат работодавачите да не ги почитуваат и веќе да не се членови фактички на синдикати, да не важат за нив тие колективни договори?
ССМ изминатиот период правеше една друга анализа покрај оваа за растот на платите, затоа што беше потребно да дознаеме колкав опфат има на колективните договори кои ги имаат склучено синдикатите, особено гранските синдикати или гранските колективни договори така наречени, или колективните договори на ниво на работодавач. Тоа што не охрабри е дека 360.000 работници во Македонија се покриени со грански колективни договори или со колективни договори на ниво на работодавач, а ние имаме само 70.000 работници кои се членови на синдикат. Дополнително преку општиот колективен договор за јавниот и за приватниот сектор се покриени сите работници во државата. Сите добија право на регрес за годишно одмор, јубилејни награди и така натака. Тој процент е навистина голем во сооднос со повеќе од 60% од работниците во цела држава. Сме успеале само ССМ да ги покрие со колективни договори. Верувам дека и другите синдикати со колективните договори што ги имаат склучено, тој процент е некаде околу 80% вкупно. Но што се случува? Оваа година државата не го почитуваше општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор и затоа тужеа одредени колеги, особено во културата, во локалните самоуправи, и веќе добивме пресуди кои кажуваат дека платата треба да се пресметува како и за функционерите, просечна плата по коефициент за сложеност. Дел од колективните договори на ниво на гранка како колективниот договор на култура не се почитуваше исто така, наместо да добијат еве 8,05% колку што беше порастот на минималната плата, министерот за култура одлучи да им ги зголеми платите само за 5,9%, околу 6%. Зошто им скрати 2% е нејасно. Исто така, на ниво на работодавач во одредени компании успеавме да склучиме повеќе од 70 колективни договори само во изминатава година и пол. Но тоа што е клучно е што државата со сите средства се бори против вклучувањето на колективните договори. Зошто нема пари во буџетот, па нема за повисока исплата на додатоци на плата на доместocи, или не, сакаат да одземат моќта на синдикатите да преговараат во името на работниците. Со други зборови, колку тие ќе им дадат, толку ќе им биде доволно на работниците. Тоа што го направи е преку измени на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавен сектор, што е негативен пример и за работодавачите во приватниот сектор, и затоа не се случуваат грански колективни договори. Го избришаа делот на уредување на плата со колективен договор. Тоа значи сега во јавниот сектор дека сите кои треба да склучат колективен договор треба бараат заради одлуката на влада согласност од Министерство за финансии. Министерката за финансии ќе каже ова е спротивно на закон, не давам согласност, утврдувајте додатоци на плата наместо плата, и се плашиме дека некој директор на некоја институција, некоја властено лице на некоја институција во јавниот сектор, доколку доследно ги примени законите, иако повторно заради неусогласеноста, техничките грешки во истите пред неколку денови беше направена измена на тие два закони, меѓутоа што направија само го одложија спроведувањето од јануари 27 година. Може да исплати плати и да ги намали платите на вработените помеѓу 10, 20, 30% во зависност од тоа колку биле зголемени со колективен договор. И затоа стравот кај работниците е огромен, и затоа ССМ ќе поднесе иницијатива пред Уставниот суд за укинување на оваа одредба, затоа што со Уставот е гарантирано дека правото од работен однос се гарантираат и со закон и со колективен договор, и не можете вие само ако го избришете делот колективен договор да ги избришете колективните договори од правниот и платниот промет на крајот на криштата. Претходно споменавте продуктивноста на македонските работници. Токму тоа е аргументот на работодавачите да не ги зголемуваат платите, односно вела дека македонскиот работник не е продуктивен, па затоа ќе го платиме толку ниско. Колку е продуктивен? Па многу е. Ниските плати се одраз на тоа, незадоволство. Македонскиот работник е многу продуктивен. Милиони и милиони еври им заработува на македонските работодавачи, особено на големите, меѓутоа и на малите. Да, има работодавачи кои се занаетчи, кои се микро и мали, меѓутоа тие најчесто се исплаќаат плати сами на себе и најчесто се пријавени на минимална плата. Не може да му убеди никој дека еден златар прима плата во висина на минималната плата, тој е сам вработен, тој е занаетчија, и дека тој моментално заработува толку само колку да плати кирија на дуќанот кој е сопственост негова, и да се исплати плата само во висина на минималната плата. Тоа е дискутабилно и мислам дека државните органи треба да се позанимаваат со овој тип. Или пак за една веселба, една фризура чини 50, 60, можеби и 100 евра, а вработените во фризерските салони да бидат пријавени на минимална плата. И затоа немаат објаснување работодавачите и немаат изговори, особено не по податоците
колку се зголемени добивките, дури и на работодавачите на кои им се намалени добивките во претходната година, во 2024 наспроти 2023 година, повторно добивките им се во милиони евра. Не им се во илјадници, не им се во стотици, например. И затоа мислиме дека како работодавачи треба да се освестат дека токму тие се главната причина за моменталната состојба, за моменталното незадоволство на работниците и дека тие ќе бидат главната причина за штрајк. Со податоците со кои располагате, споменавте им растат профитите. Дали им се зголемени добивките? Да, зборуваме конкретно за добивките, зборуваме после сите инвестиции кои ги прават. Зборуваме после сите плати кои ги исплатиле на работниците, зборуваме после сите набавки кои ги спровеле и повторно им остануваат огромни профити, а патем ваши колеги медиуми кои работат во оваа економска област ги објавуваат, ги споделуваат и ние ги користиме. На крајот на криштата околу 1500-600 денари е да извадите завршната сметка на било која компанија и да видите колку пари трошат за плати, колку е просечната плата во таа компанија, колку пари заработиле во сооднос со претходната година. Тоа го направивме оваа година, ќе го направиме и следната, само за да им покажеме дека лажат. На крајот на годината истекува законскиот рок кога газдите треба да исплатат регрес за годишен одмор или К15 на своите работени. Го направија тоа сите? Голем дел од работодавачите го направија. Тоа што охрабрува е тоа што во 85% од компаниите каде што ССМ е синдикално организиран, работниците добија и 100% од просечната плата регрес за годишен одмор. Работодавачите до крајот на годината ќе го исплатат како обврска обезбедена од страна на ССМ за работниците преку општиот колективен договор за јавниот и за приватниот сектор, но почнуваат да стигнуваат пријави до ССМ за неисплатен регрес за годишен одмор, меѓутоа им укажуваме на работниците дека пријавите треба да се поднесат по завршување на оваа година, односно на самиот почеток на наредната година, можат да искористат мобилната апликација која и сега ја употребуваат за оваа намена, но тоа што не охрабрува е тоа што се помал е бројот на работници кои примаат регрес за годишен одмор потоа утврден износ со општите колективни договори, кој не е доволен, се разбира, меѓутоа со грански колективен договор и ниво на работодавач колективен договор се утврдува и далеку поголем износ и повторно ќе се повторам. Ако се приклучат во синдикат, веројатноста да добијат регрес за годишен одмор во висина од 100% е далеку поголема од колку сега. Дали домашните македонски или пак странските компании исплаќаат повисок регрес за годишен одмор? Кои се подарежливи? Моментално сите исплаќаат регрес за годишен одмор, без оглед на тоа дали се домашни или странски компании, особено поради тоа што ССМ во изминатиот период по пат на социјален диалог обезбеди до 80% од висината на регресот за годишен одмор од просечната плата да биде даночно ослободен. И работодавачите, морам да бидам искрен дека не го злоупотребуваат овој момент, меѓутоа чувствуваат дека можат за помал процент кој го плаќаат кон државата да ги наградат повеќе работниците и затоа и регресот за годишен одмор во висина од 100% веќе е нормална работа да се исплаќа на работниците, затоа што работодавачите новој процент од над 80% плаќаат само 10% персонален данок и на таков начин се обидуваат да ги мотивираат работниците, но не треба да ги мотивираат само додатоци и надоместоците на плата работниците, треба да ги мотивира и повисоката плата. Трентафилов, јас искрено се надевам дека од следната година ќе имаме зголемена минимална плата, па и порасти на останатите плати. Да си посакаме зголемување на платите на работниците без организирање на протести и штрајкови, а доколку не се знае, се гледаме на улица. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Инсайт. Благодарам вам.